Конфедерацијата на слободни синдикати повторно излага на пресконференција. Повод за оваа пресконференција е писмото или укажувањето на Светската конфедерација на синдикати и Европската конфедерација на синдикати кон премиерот на Македонија Зоран Заев. Писмото е насловено или указот репресија врз синдикатите во Македонија, зашто Светската и Европската конфедерација на синдикати се загрижени за систематските напади врз КСС и нејзините грански синдикати, за дискриминација на лидерите и представниците на синдикатите, што се рефлектира преку деградирање, мобинг, вознемирување и откази на синдикалните лидери или членови на синдикатот. Светската и Европската конфедерација оштро реагира на неспроведувањето на судски пресуди кои што се правосилни од страна на институции во Македонија, како што е АД-СМ или поранешно АД-ЛМ, и оштро реагира на нефункционирањето на институциите на системот пред се трудовиот инспекторат, Државниот трудов инспекторат. Децидно кажуваат дека тука се прекршени и Конвенцијата 87 на Меѓународната организација на трудот, која што е Конвенција за слободно здружување, која што Македонија има ратификувано. Децидно кажуваат дека се прекршени и основните конвенции за човекови права од 48 година. Децидно кажуваат дека репресијата и деградирањето на КСС и чувањето во ФИОКа за неговата репрезентативност и отстранувањето од социјалниот диалог како полноправна членка на Економскиот социјалниот совет е недозволиво и дека се поминати сите црвени линии. И децидно кажуваат дека власта и владините представници треба да дадат шанса на социјалниот диалог, но пред се да ги тргнат рацете од нашиот синдикат како полноправна членка на Светската и Европската конфедерација на синдикати. Нашиот премиер во неколку наврати е запрашан од представниците на Светската и Европската конфедерација на синдикати како социјални партнери на Европската комисија. Што се случува со социјалниот диалог, што се случува со Конфедерацијата на слободни синдикати во Македонија и зашто синдикалните лидери добиваат отказ. Одговорот било дека не знае, но наспротив тоа ние организиравме после тоа низа протести, настани, низа негодувања, кај што го искажавме своето незадоволство и правевме притисок да престанат ваквите реперкусии врз нашиот синдикат. Ќе ги спомнеме само двете последни, 15 април, протестот на Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што после 5 дена добивме одговор дека ќе бидеме во контакт за можна реализација на еден состанок со премиерот по создавање услови за неа со релаксирање на здравствената состојба во државата. Еве помина непол месец од тогаш, се уште не сме контактирани. Ние продолживме на 1 мај, доставивме уште еден манифест со нашиот перформанс пред владата на Република Македонија, каде што ги доставивме конкретно нашите барања и негодувања во делот на социјалниот диалог и во слободата на синдикалното организирање. Но и за тоа добивме одговор пред еден месец дека нашите барања се доставени до советникот на председателот на владата за труд и социјална политика, господин Милан Живковиќ, и до министерката Јагода Шекпанска. Можем да кажам дека работите се отидени до таму, што повеќе нема да го гледаме своето его. КСС се обиде во изминатиот период и за низа синдикати
и со низа невладини или граѓански организации кои што професионално се борат за своите за работничките права до острели следба, од причина што кажавме дека правата на работниците во моментот во нашата држава е загрижувачко и слободно можеме да кажеме дека е на најниско ниво од осамостојувањето на Македонија. Бараат Светската и Европската конфедерација на синдикати, бараат од премиерот лично да се заложи и синдикатите да имаат еднаков третман во нашата земја, затоа што овој наш синдикат е член на Европското и меѓународното синдикално организирање. Бара да бидеме вклучени равноправно во социјалниот диалог, каде што можеме да одлучуваме, а не кога ќе им текне или кога ќе осетат дека не може да ги исполнат условите за што полно пати преку политички плурализам навлегуваат во работничките права и со тоа ги кршат многу појако него што претходно биле прекршени. Еве од тука сакаме да испратиме една порака до премиерот на Македонија, господинот Зоран Заев, за тоа што нашето трпение во овие години било многу толерантно и можеме да кажеме дека КСС во овој период има еден огромен притисок од нашето членство, затоа што нашето членство кажува дека сме биле премногу млаки и не сме биле доволно радикални за да се избориме за зачувување на работничките права. Еве од тука го повикуваме во контекст на ова писмо и ова барање од Светската и Европската конфедерација на синдикати, многу брзо да оствариме средба во која што ќе почнеме да ги надминуваме проблемите кои што се натоложени со години, кои што се огромни и кои што се многу на број, и така да го надминеме овој проблем. Во спротивно, можам слободно да кажам дека многу брзо, под притисок на членството органите на Конфедерацијата на слободни синдикати, ќе донесат одлука за многу порадикални чекори од наша страна.